Би сакал да ве повикам да отвориме заедно малку поназад од денешната лекција, но не многу, само малку поназад. Значи, тоа ќе биде отсекот од петок, но не вчера, значи не за оваа лекција, туку за претходната. Тоа ќе биде, значи, петок 24. ноември. Или во библиските поуки, 62 страница македонскиот превод. Обично петоците или не ни стигнуваме да ги обработиме, или некако се како додаток на проучувањето на секоја лекција. Тука има една интересна мисла, поточно прашање за разговор. Значи, со болдираните букви, веднаш после цитатот од Елена Вајд, во врска со последните стихови од Римјаните 7 глава. Јас ќе почнам да го читам. Во 25 стих на 7 глава апостолот пишува: Јас самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на гревот. Така напишал апостол Павле, нели? И така проучувавме. Што значат овие зборови? Вие веќе кажавте уште минатата сабота, а и сега слушнав дека повторивте. Како тоа истовремено можеш да му служиш на Божиот закон со својот ум, а со телото на законот на гревот? Да продолжиме понатаму, да видиме што ни кажува понатамошниот дел од текстот. Бидејќи се во ова што го читам, ако забележите, представува цитат од Мартин Лутер, точно, неговиот коментар на посланието до римјаните, 114 и 115 страница од тој негов коментар. Значи, овие зборови што ги читаме, болдираните зборови, се текст од Мартин Лутер, од неговото перо. После цитатот на 25 стих, еве да прочитаме сега како Мартин Лутер ова го толкува. Вели тој, овој текст е најасен од сите, значи 25 стих, мисли, и од него дознаваме дека една иста, во заграда верна личност, една иста верна личност во исто време му служи и на Божиот закон, и на законот на гревот. Верникот едновремено, забележите го ова, верникот едновремено е и оправдан, и грешен. Дори за да ја подвлече оваа мисла, авторот или уредникот, не знам кој, на поуката ги навел во оригинал латинските зборови на Мартин Лутер. Толку е битно ова, за новата теологија, толку е битен овој Лутеров заклучок, дека верникот едновремено е и оправдан и грешен. Истовремено сте и оправдани и грешни. Учи протестантизмот, учи Мартин Лутер, учи новата теологија во адвентизмот денес. Да продолжиме со Лутеровите аргументи. Значи, после латинските зборови simul justus est et peccat. Истовремено си и оправдан и грешен.
Бидејќи тој не вели мојот ум му служи на Божиот закон, ниту пак моето тело му служи на законот на гревот, туку вели јас самиот му служам, со умот на едниот, со телото на другиот закон. Односно, целото битие, вели Лутер, една иста личност служи на двоен начин. Од таа причина, тој му заблагодарува на Бога, што му служи на Божиот закон, и моли за милост, затоа што му служи на законот на гревот. Впрочем, апостолот сака да каже, видете, така како што реков и порано, светите луѓе, верниците, во исто време се и грешници и праведници. Еа повторно истата таа мисла што сака да ја нагласи. Светите луѓе се во исто време и грешници и праведници. Значи во исто време и светец и грешник. Праведници се, вели Лутер, затоа што веруваат во Христа. Затоа се праведници, затоа што веруваат во Христа. Во ред. Чија правда ги покрива и чија правда им се припишува. Меѓутоа, сега, забележете, што тука ни се сервира. Меѓутоа, тие се грешници, бидејќи не го исполнуваат законот и се уште негуваат грешни страсти. Вака ја проучувавте вие лекцијата? Вакви беа вашите заклучици? И забележувате новата теологија тука? Таа директно доаѓа од Лутер и од протестантизмот. Како можеш да ги негуваш се уште грешните страсти, а да бидеш праведен? Значи, тука се вели да ги негуваш. Да ги негуваш. За да негувам грешни страсти, мојот ум, како што рече брат Зоран Преска, си прави екскурзии, односно, мојот ум се согласува на сето тоа. Значи, мојот ум го напушти размислувањето за духовното, размислувањето за Божиот закон, или со умот му служам на законот Божи, вели Павле, за да негувам грешни страсти, јас треба да го напуштам со мојот ум. Може да негуваш грешни страсти без твојот ум. Без твојот ум можеш да негуваш грешни страсти? Не можеш да разбира. Треба со твојот ум да го напуштиш духовното, да го свртиш погледот он Христа, како Петар. Со твојот ум да престанеш да му служиш на Божиот закон и да ги почнам тие екскурзии. Да мислам нешто друго. За некоја друга личност. Како поинаку можеш да негуваш грешни страсти без твојот ум? Се извинувам. Да довршиме понатаму. Понатаму за светците, значи за верниците, оправданите со вера, праведниците, после грешните страсти, Лутер вели, тие се како болен човек. Замислите, светецот е болен човек. Кого му треба помош од лекар. Болни се. Но се надеваат дека ќе закрепнат и ќе го вратат своето здравие. Кога? Че оправданите со вера, исцелените, кога Христос исцелувал. Опростените, тие продолжувале да бидат болни понатаму. Христос те исцелил, Христос те воскреснал, Христос те оправдал, Христос те измил и сега си болен, болна и понатаму. Фатениот, кога Христос го дигнал со вера, се разбира, со неговата вера, бил фатен и понатаму.
Марија Магдалена, откако биле изгонети 7 демони од незината душа, продолжила да биде проститутка и понатаму. Новата теологија сака да ни сервира и директно црпи од Лутера вакви мисли, бидејќи Лутер беше ученик на Августин и на Августиновата теологија, која што за многу работи беше погрешна. Сака да ни сервира дека ќе си бидете грешници, предадете се, како што му беше советувано на Андреја за телефонот. Предадете се од борбата, од духовната борба, од секојдневната борба со телото, со себе, со страстите, со проблемите, искушенијата. Предадете се. Ние ќе си грешиме до крајот, додека го имаме ова тело, ќе си грешиме. Ама доста е цело тоа време да веруваме во Христа, да го исповедаме Христа и со едно такво лицемерие. Значи, верувам во Христа, го исповедам Христа, јас сум христијанин и така натаму, ама со телото ќе си грешам. До Христовото второ доаѓање и така ќе бидам спасен, така сум истовремено и оправдан, и грешен, истовремено и оздравен, и болен, истовремено и жив, и мртов, истовремено и чист, и извалкан во калта. Тоа е новата теологија. Тоа е фаличното евангелие на протестантизмот, кое што денес, за жал, превладува и во адвентизмот, бидејќи живееме во времето на Омега, ако разбирате што значи тоа. Живееме на самиот крај од историјата на овој свет. Таквите пациенти, вели Лутер понатаму, би си наштетиле себе си кога горделиво би тврделе дека се добро, во ред, бидејќи болеста би можела да се врати и да им биде полошо од претходното. Ова е точна реченица. Меѓутоа, ако се тие понатаму болни, како тоа болеста би можела да се врати? Завивате ли како самиот си противречи со претходната негова реченица? Тој претходно ги прогласи за болни и понатаму болни, оправданите со вера, и понатаму грешни, луѓе кои што и понатаму негуваат грешни страсти. Ако се очистени, ако се оправдани, ако се ослободени, како што проучувавме денес, можеш ли да бидеш истовремено роб и слободен? Според денешната лекција. Пред да ги прочитаме уште еднаш тие зборови, има едни битни зборови, кои што апостол Павле во оваа глава од Римјаните, 8, ги повторува од Галатјаните, што ги проучувавме. Тука завршил Лутеровиот цитат, но сега поуката поставува прашање, авторот ли, уредникот повеќе ќе да биде, Клифорд Голдштейн, кој што пред 10 години ми призна, цела сабота се дружев со него и ми призна дека не прочитал ништо од Џон Си Ваглер. Страшно нешто. Се надам да во оваа измината деценија да прочитал барем нешто. Тој поставува прашање: можеме ли да се сложиме со ова што го напишал Лутер? Образложете го својот одговор. Интересно прашање. Се согласуваш ли, Јовица, со ова што го напишал Лутер? Па по вера се спасуваме. А па нели по вера се спасуваме? Како поинако? Што е проблемот?
Благодарам, Јевица. Да отвориме во Римјаните 8 глава уште еднаш. И би сакал да нагласам некои стихови кои што, како што се сеќавам, не беа многу нагласени, како воопшто биле прочитани за време на поуката, бидејќи за жал, како што рече и Љубица, немаме време се да покриеме, ниту оваа поука може да ги покрие сите стихови што се проучуваат од ова послание. Во оваа глава апостол Павле не тврди дека во Христа сме само ослободени. Не само што сме ослободени, значи не си повеќе роб. Не си повеќе роб или робинка, туку слободен и слободна. Меѓутоа слободен, знаете дека денес се докажа уште еднаш, по кој знае кој пат, дека денес постои исто така робство. Да го споменам и тоа, иако не ми беше темата. Фашизмот на новиот светски поредок, на НАТО пактот, кој што наводно носеше Божем арапска пролет, во Либија, каде што секој граѓанин во времето на Гадафи, не дека имам симпатии кон неговиот режим, но во негово време секој граѓанин буквално уживаше. Фашизмот од Запад им донесе робство. Значи, се појавија слики на Фейсбук, каде што и ден денес во 21. век се продаваат луѓе оковани во синџери како робови во денешна Либија. Тоа е тоа. Добро дојдовте во 21. век. Никаква разлика како во првиот. 21. век е паганштина, робство, идолопоклонство, неверство, се што имало во првиот, само во многу поразвиена форма. Но имало и тогаш, како и денес, разни слободњаци. Луѓе што не биле робови и робинки, дали тоа значи дека си принц или принцеза, дали тоа значи дека си од највисоката класа, дали тоа значи дека си од висока класа воопшто. Може да бидеш слободен и да бидеш просијак. Христос не само што не ослободил, според 8 глава, од робството на гревот, туку што вели понатаму истата глава. Значи, да ги повторам само оние стихови. Ги нагласивте тука од 9 до 11 стих за време на поуката. Еве 12. И затоа, браќа, ние не сме му должни на телото за да живееме по телото. Значи, да одиш по телото, да живееш по телото, да ги негуваш грешните страсти. Како можеш? Ако со умот му служиш на Божиот закон, како можеш да ги негуваш грешните страсти? Телото само по себе не може да греши. Без умот, без твојата согласност. Телото не може да греши. Може ли телото само по себе да греши? 13. Бидејќи ако живеете по телото, ќе умрете. Ништо ново, познато искуство од сите нас. Само да го дочитам стих. Но ако преку духот ги умртвувате делата на телото, не со камшикување, не со албино монаштво или со, како што и Лутер за жал, бил роб и на тој легализам. Туку со духот Божи ги умртвувам делата на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по духот Божи, се синови Божи. Зашто вие не примивте дух на робство за да биете во страх. А спротивно на Лутер би рекле, за да продолжите да негувате грешни страсти. Туку го примивте што? Духот на посинувањето. Еве таа повторно истата тема од Галатјаните. Духот на посинувањето, преку кого викаме Ава, што значи Оче.
Че Господ не само што ве ослободил, не сте обични слободњаци, туку ве направи принцеви и принцези. Ве направи негови синови и ќерки. Не само што не си повеќе роб, туку си веднаш поставен како негово дете, како дел од неговото царско семејство. Има разни слободњаци. Меѓутоа, во општеството, инако духовно се мнозина робови на гревот. Повеле синете. Може само да греши. Без паметот мој. Благодарам. Непокорно на Светиот Дух. Но за да бидам непокорен на Светиот Дух, значи со својот дух, со мојот ум, одлучувам да одам по телото. Ако пак одлучив да одам по духот, како беше нашата песна, се одлучив јас, по Исус одам. Која беше таа песна? Се одлучив јас по Исус одам. Negro Spiritual, да, тие се најубавите во англиската песнарка. I have decided to follow Jesus. Се одлучив да одам по Исус. Со својот ум, вели Павле, се одлучив, му служам на Божиот закон, но со телото на законот на гревот. Дали тоа значи дека продолжувам да негувам грешни страсти? Не, тоа само значи дека телото продолжува, како што рековте во лекцијата, да се бори. Телото продолжува да искушува со разни поводи од секојдневниот живот, се разбира. Дори да нема никакви поводи, телото тогаш ќе се пројави, ќе предизвика, ќе сугерира некоја мисла. Самиот Лутер рече, птиците може да летаат над мојата глава. Не можам да им забранам. Но што можам да им забранам? Да на мојата глава да свијат гнездо. На што одговара ситуацијата да продолжам да негувам грешни страсти, ако им дозволам да направат гнездо, не да летат. Мисли грешни, разни ситуации во секојдневниот живот, разни моменти, па и Давид како сгрешил, ете искочил на балкон и видел гола жена. Тоа ќе се случи. Разни искушенија, поводи, моменти, и ништо да не видиме, и ништо да не чуеме. И кога спијам во сонот, разни телесни пројави може да се случат, но дали ќе се согласам на тоа? Со својот ум? Дали со својата волја? Или ќе изберам да одам по духот? Борбата ќе постои. И затоа, например, во денешната лекција што проучувавме, денешната лекција ја фалам. Денешната лекција, како што ја прочитав, беше одлична. Може би, како што рече Борче, затоа што 8 глава е премногу јасна. За да се сгреши баш во неа. Например, на 67 страница, одсекот од среда, Христос во вас. Последниот пасус. Според тоа, дури и по обратувањето, вели лекцијата, и понатаму ќе се води борба против гревот. Тоа е точно, да. И понатаму ќе се води борбата. Разликата е во тоа, што човекот во кој живее Светиот Дух, сега има божествена сила да победи. Значи не е повеќе роб.
Освен тоа, бидејќи човекот на толку чудесен начин е ослободен од рабувањето на гревот, тој веќе не е обврзан да му служи, како што премажената жена заради смртта на првиот маж, не е повеќе врзана за тој првиот. Со искушенијата. Како да не си обратен точно. Барем за некои гревови, за некои типови на гревови. Жалам што и тука Голдштейн или авторот на пулката пропуштија да го цитираат Джонс, има една многу убава мисла, која што сега можам само да парафразирам во врска со овој пасус. Джонс имаше напишано дали, прво поставуваше прашање и тој дали после обратувањето, после новораѓањето, дали ќе престане борбата, дали ќе престане потребата за молитва, за пост, за едноставно сета борба, сета духовна борба. Се разбира не, вели тој. Меѓутоа сега, значи, кога верникот е наново роден, кога Духот Свети живее во него, или Христовиот Дух, или Духот на оној, вете, во иста глава, во исти стихови апостол Павле кажува дека Светиот Дух е и татковиот и Христовиот Дух истовремено. Кога Христос е во вас, надежта на славата, ке рече подоцна во 26 стих од истата глава. Разликата е огромна и Джонс вели само то и понатаму ќе постојат духовни битки да се водат, но тоа се веќе битки, триумфални битки, тоа се битки на победа. Тоа е како да сте велемајстор и да играте со почетник или со некој далеку под вашата сила. Тоа е затоа што Господ живее во вас. Кога Господ е со нас, кој е против нас? Најубавите стихови според мене во оваа глава. Кога Господ е со вас, кој може да биде против вас? Никој не може да сите држави на светот да се соединат, како што мнозина сакаат, а Господ уште им ги мати плановите да не можат. Но еве и да се соединат сите под водство на Антихристот, со една светска влада. Кога Господ е со вас, можат ли и тие да бидат против вас? Не може. Тие ќе се стопат како сламка во оган. Додека вие ќе бидете челик, на кој што огнот на искушението само ќе му помогне уште повеќе да ојача, да се прекали. Дојдевме до 11 часот. Ке простам прашање, дали сакате тука да прекинеме, или сакате да ви прочитам еден текст од рани списи, како што планирав. Знаете што сакам да ви прочитам? Еднаш го прочитав во друг контекст, сонот на Вилијам Милер. Би сакал уште еднаш да го прочитам со метлата. Со метларот. Со чистачот, поточно. Чистач. Во македонскиот превод од рани списи на 66-та страница. Многу лесно за памтење. 66. Мојот омилен двоцифрен број. Не троцифрен, двоцифрен. Сонот на Вилијам Милер. Сонував дека Бог на невидлив начин ми пратил едно ковчеже со необична изработка, долго околу 25, а широко и високо околу 15 см, изработено од абоновина. Цврсто, но многу цврсто и тешко источно, индиско и африканско дрво. И необично украсено со бисери. На ковчежето имаше закачено клуч. Веднаш го земав клучот и го отворив ковчежето. На своје големо изненадување забележав дека е полно со скапоценности.
диаманти, скапоцени камења од сите видови и големини, златни и сребрени пари од сите можни димензии и вредности, прекрасно одбрани така што секој вид имаше свое посебно место во ковчежето. Така средени скапоцените камења сјае со светлина слична на сонцето. Замислите вакво нешто. Пред се, моето срце беше многу возбудено од сјајот, убавината и вредноста на оно што се наоѓаше во ковчежето и помислив дека не смеам сам да уживам во наблюдувањето на сето тоа. Заради тоа, го поставив на масата во својата соба и објавив дека сите кои сакаат може да дојдат и да видат нешто најубаво и најблескаво што човек некогаш можел да види во својот живот. Луѓето почна да доаѓаат во почетокот во помал број, но подоцна се повеќе. Од почетокот кога ќе го погледнаа ковчежето се восхитуваа и воскликнуваа со радост. Меѓутоа кога бројот на гледачите се зголеми, секој започнуваше да претура по скапоцените камења, ги вадеа од ковчежето и ги расфрлуваа по масата. Почнав да размислам дека собственикот би можел повторно да го побара ковчежето и скапоцените камења од моите раце, и бидејќи допуштив да бидат растурени, не би можел повеќе никогаш да ги распоредам и да ги ставам на нивото место во ковчежето онака како што беа порано и почувствував дека никогаш не би бил во состојба да се соочам со таа одговорност, бидејќи таа би била неизмерно голема. Тогаш почнав да се заземам со луѓето да не ги допираат скапоценностите, ниту да ги вадат од ковчежето, но колку повеќе настојував, тие толку повеќе ги расфрлаа. Така што сега ги расфрлаа низ целата соба, по подот и по сиот мебел во собата. Значи стока, не народ. Потоа видов дека помеѓу оние вистинските скапоценности и пари, тие расфрла и безброј лажни скапоценности и фалсификувани банкноти. Тука се мисли на лажните фанатични учења што го демнеа адвентизмот уште од почеток. Страшно разјарен од таквото лошо однесување и неблагодарност, почнав да ги карам и укорувам, но колку повеќе ги корев тие, толку повеќе ги расфрла лажните драгоценности, мешајќи ги со вистинските. Тоа ме потрасе до дното на душата и почнав со сила да ги исфрлам од собата. Но додека еден исфрлав, тројца ќе влезеа, носејќи со себе си нечистотија, отпад, песок и секакво ѓубре, се додека со тоа не ги затрупаа сите скапоценности, диамантите и банкнотите, така што не можеа повеќе да се видат. Значи и вистинските и лажните. Бидејќи тука се банкноти кои што ги немаше на почетокот во ковчежето. Значи лажните пари ги донесоа луѓето од надвор. Исто така, го искршија на парчиња и моето ковчеже и го фрлија во ѓубре, и целото ковчеже, значи го искрши. Мислејќи дека никому не му е гајле за мојата болка и мојот очај, потполно се обесхрабрив, станав малодушен, седнав и заплакав. Ова е состојбата на човекот од Римјаните 7 глава. Јас беден, мизерен, несреќен човек. Роб на телесните страсти. Роб на гревот, како што и Христос рече. Вистина, вистина ви велам, кој греши, оној што греши, тој му робува на гревот. Колку се вистините овие негови зборови. Но исто така рекол, на вистина ви велам, тоа е во една друга 8 глава, во Јован 8 глава. Ако синот ве ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Само тогаш на вистина ќе бидете слободни. Додека така плачев и тажев заради својата страшна загуба и одговорностите кои што ме чекаа, се сетив на Бог и сесрдно се помолив да ми прати помош. Значи, еве, тука е моментот кога треба да научиме да бараме. Значи, нема Господ затоа што не гледа дека сме во тесно. Не мора веднаш, понекогаш и тоа се случува. И без да барам се наоѓа решение. Еве, например, да ви кажем едно мало искуство. На 22 ноември беше закажено да ја однесам мајка ми на конзилијарен преглед во државна болница во психијатри.
И кога отидов еден ден порано за да се осигурам со сите детали што се, како, што треба да се направи, што треба да се има со себе, што треба да, дали треба нешто се плати, било што. И ми велат, ништо, откажени се сите прегледи. Нов закон и нема повеќе потреба од конзилијарно мислење. Јас тоа ниту го очекував, ниту го барав. Значи, за да не морам да ја вадам мајка ми и да ја носам, значи да се малтретира до таму и назад, Господ направил, без тоа јас да бидам свесен и без да го барам, да сето тоа помине без таа да излезе од дома. Но, често пати, особено кога е во прашање нашата духовна состојба, Господ чека да го побараме. Автоматски нема да се случуваат чуда. Господ сака да молиме, да бараме, да тропаме и да бидеме, велиме често, упорни, настојчиви, да го потребиме вистинскиот збор, да бидеме досадни во тоа. Дали знаеме на Господа да му досагеме. Има многу луѓе што сакаат да им досагаат на други луѓе. Пример, знам еден тип што многу му досаѓа на Борче. По телефон, па да се видиме, па да не сака да дојде на богослужение, ама ајде, после богослужение или пред богослужение, или во сабота, или во петок вечер. Зошто така не сакаме на Господа да му досаѓаме? Нему да му се молиме, од Него да бараме. Тука во сонот Вилијам Милер се помолил. Нека ја гледа, јас не го споменав по име. Јас не го споменав по име, ако си ја имам мувата на капата. Ке си се препозна? Тоа е лекција за сете нас. Не можам ни ја да се пофалам со некој. Од секојаш ми било слаба страна молитвениот живот. Се разбира, не треба да биде тоа некој посебен духовен дар. Има луѓе што имаат посебен дар за молитва. Особено молитва за исцеление. Меѓутоа, молитвениот живот треба да биде многу по богат. Секојдневно. После молитвата, вратата одеднаш се отвори, вели Милер во сонот, и еден човек влезе во собота, додека сите овие луѓе излегува надвор, а тој имајки со себе метла, го отвори прозорецот и започна да го мете ѓубрето и нечистотијата надвор од собата. Ова е Христовото дело, ова е делото на Светиот Дух. Како што самиот Исус рече во една парабола. 7 лоши демони, полоши од првиот, изгонетиот, се населуваат во каков стан? Некој кој што, значи, од кај што првиот демон, изгонет, кога се враќа го наоѓа изметен, уреден, чист. Од кого? Изметен. Господ измете 7 демони од Марија Магдалена. Од болницата. 7 демони измете од неја. Но не измете ниту еден од Кајафа, архиереот, првосвещеникот, водачот на Божиот народ во тоа време. Не измете ниту еден од Јуда Искариот. Еден од 12. Зошто? Не сака. Прво треба да сакам, а ако сакам, треба да барам, да се молам, да тропам. Му довикнав да престане, затоа што под ѓубрето имаше расфрлени скапоценности, да не ги измете и нив низ прозор. Тој ми одговори: не плаши се, јас водам грижа за нив. Додека тој го чистеше ѓубрето и нечистотијата, заедно со тоа ги подигне и лажните скапоценности и лажните банкноти, всушност сите банкноти се лажни, па во вид на облак излегува низ прозорецот и ги однесе ветерот.
Во таа збрка за момент ги затворив очите. И кога повторно погледнав, нечистотијата беше потполно исчезната. Но насекаде низ собата лежаа расфрлани скапоцени камења, значи вистинското благо, диаманти, драгоценности и парички од злато и сребро. Не читаме ни тука за некакви вистински банкноти. Само диамантите, скапоцените камења и парички од злато и сребро. Тој тогаш стави на масата еден ковчег поголем и многу поубав од они првиот скршениот и со рака ги собра драгоценностите, диамантите и паричките и ги стави во ковчегот, така што не остане ниту еден, иако имаше ситни диаманти колку врв од игла. Тогаш тој ме повика: дојди и види. Погледна во ковчегот, но очите ми се замагли од гледката. Скапоценностите блескаат 10 пати посилно од претходниот сјај. Помислев дека тие беа изгребани од песокот под нозите на тие зли луѓе кои што ги расфрлија и ги изгазија по правта. Тие беа прекрасно распоредени и ставени секој на свое место во ковчежето и покрај тоа што тој човек при служувањето очигледно не се мачеше многу, воскликнав многу радосен и тој восклик ме разбуди. Браќа и сестри, ако нашиот духовен живот, колку и да бил некогаш чист и свет и праведен и силен заради благодата на Светиот Дух, ако се расторил, ако потклекнал, ако паднал, ако се извалкал повторно, како во овој сон, може повторно да стане свет, да не губиме надеж, може да сјае дури 10 пати посилно од било кога порано, се разбира со силата на Христовиот Дух. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.